се враќаме на час по биологија за 9-то оделение. Така. Зашто ќе учиме? Ќе учиме за адаптации. Но пред да учиме за адаптации, треба да повториме за она што е актуелно, нели, денес. Една наука која што навистина ни е многу потребна во секојдневието, многу ја споменуваме, и да научиме што е екологија. Екологија не е секогаш само чистење, само собирање на отпадот, туку екологијата ги проучува взаимните односи кои што ги имаат сите живи организми меѓу себе. Нашето влијание врз животната средина, влијанието на животните врз растенијата. Значи сите тие односи кои што се случуваат во природата ги изучува екологијата, а научниците кои што се занимаваат со ова се наречени еколози. Така. Во природата сакав баш сега да почнам со една многу убава изрека пред да почнам со наставната содржина, со една многу убава изрека од Чарлс Дарвин. Да. Тој е, нели, научникот кој што представува нешто најважно во биологијата, односно ние го почитуваме многу како биолози, затоа што дал многу голем придонес, многу важен придонес во биологијата. И тој вели вака, дека во природата не обстојуваат најсилните и најинтелигентните, туку оние кои што најдобро се адаптираат. Интересно. Интересно. Така. Во превод адаптација значи прилагодување. Да се прилагодиме кон средината во која што живееме. Различни адаптации се среќаваат и сите тие се многу важни заради тоа што тоа им овозможува на животните и на растенијата како вид да опстанат понатаму. Ако не го прават сето тоа, може да изумрат, како и многу живи организми кои што досега тоа го направиле, нели? А тоа навистина не е добро за живиот свет, затоа што секој што е во природата си има некаква цел, си има свое место и свој придонес. И ако го се нема, тогаш ќе остане празна дупка и не знаеме што се може да се случи од тоа. И тука имаме разни фотографии кои што ни покажуваат за одредени адаптации. Пингвините се адаптирале на многу ниски температури, камилите на многу високи. Исто ова е скокај глушец во пустини живее и тој така е адаптиран, ќе забележиме понатаму како е тоа. Кактусите во пустина и листовите претворени во ботски. Лотосите во водна средина. Но ви кажав, може би ќе гостувам и следната недела, па понатаму тоа сето тоа ќе го оставиме малку материјали за тогаш. Какви може да бидат адаптациите? Може да бидат анатомски адаптации и адаптации во однесување. Анатомски адаптации значат промени на самиот организам кои што му помагаат за одредени неповолни услови кои што ги има во средината. Така. Тука има неколку примери за кржлавени очи кај кртот, например, се адаптација на анатомска адаптација, грбка кај камилата и гличести листови на кактус. Така. А пак адаптации во однесувањето се летен сон, зимски сон и миграции, односно преселби на живите организми. Преселбата на птиците, например, зимскиот сон на мечките. На мечките, така. Кој има летен сон? Сега ќе видиме. Мене тоа многу ме заинтересира. Да, многу интересно, да. Значи тоа е адаптации, тие се адаптации во однесувањето на организмите. Адаптација во однесувањето е патувањето на нашата јагула, например, од Охридското езеро и нели до Саргашко море, таму за да може да се изврши размножувањето. Инаку не може да се размножи. Интересно. Да. Еве ги адаптациите на камилата, прво да ги разгледаме. Има грбка, долги трепавици, трепки, ноздри, дури има и трет очен капак. Камилата има горен, доле и трет, за да може постојано да се чисти од песокот кој што навлегува при тие пустински бури. Има кожеста уста, има ноздри кои се затварат, има перничња на колената, односно затоа тие многу кога сакаат да клекнат, на колената се потпираат жешкиот песок за да може да не им наштетува. И затоа се нарекуваат тие перничња. Имаат широки стапала за да можат да не пропаѓаат во песокот, туку да се задржуваат на површината повеќе, за да имаат убава рамнотежа, нели? Така. И сега не би ги повторувала сите, да оставиме нешто и учениците сами да откријат, затоа што навистина се многу убави адаптации. Камилата е класичен пример за адаптирано животно.
Сега имаат можност и на интернет тоа да го истражуваат, да видат, па дури и за луѓето. Така, така. И само да кажеме, да не ги збуниме, ова го знаат повеќето ученици, но сепак да повториме, дека грбката е полна со масти, не се канистри со вода. Така на цртани филмови имаме гледано. Така, значи има масти кои што по потреба се претвараат во вода и други адаптации, нели? За да може да издржи долги периоди на суша, патувања и така натаму. Значи, тука има убави податоци за неа, дека преживуваат температури во летниот период до плюс 50, а во зимскиот период до минус 50 степени. Значи, толку може да се симне температурата во пустината. Еве, отпорност на жет, може да живеат 8 дена без вода и храна. Значи, податоци кои што можете и учениците сами да си ги пронајдат во на интернет, во енциклопедии, да нека читаат малку и од книги, не само... Се распира. Така. Многу паметно. Така. Еве, адаптации. Овде е убава споредба направена помеѓу пустинска лисица и поларна лисица. Значи, каква е пустинската лисица и кои адаптации ги има, каква поларната? Поларната има повеќе крзно за да за да ја топли. Каква боја е крзното кај поларната? Бело. Бело, заради околината во која што се може да се наоѓа. маскира. Ете така, и тоа е адаптација. И тоа е адаптација, Так. да бега од... А да ја погледнеме пустинската, видите колкави големи уши има. За разладување и се. Аха. Да, Веќе се разладува. Така. Ете, ноќе дење одмара, а ноќе е активна. Ноќе бара храна, се исхранува и така натаму. За картот ќе оставиме децата сами да си истражат. Може. Исто Да. така е многу интересен организам, кој што има многу адаптации. И за орелот, познат име, и заради тоа овие примери, бидејќи се познати, Да. може да ги откријат сите адаптации кои што ги има. Зајакот исто многу слично со поларната лисица и со пустинската. Е овде е истиот зајак, кој што во одреден период од годината има темно крзно, а во зимскиот период му осветлува крзното. Како да се пресобликува. Како да се пресобликува. Зависи од средината. Да, зависно од средината и тоа е адаптација. За да не го гледа. Еве ги хибернација, зимскиот сон. Зимски сон, тоа знаеме. Да. А летен? Еве го. Сега ќе одиме, овие се организми кои што хибернираат во зимскиот период. Мислат дека само мечката, видите колку многу има. Многу И верверица. верверица, и јазове. Таа, еве, многу... Жаба, лилјак, Така. јазовец. Еве за верверицата. Вика, тие собираат храната, на 10 до 14 дена имаат кратка закуска, односно се будат, за да каснат малку и да продолжат. Да. Прекрасно. Така, има интересни податоци, така, но со времето малку сме. Да. Еве е естивацијата или летен сон. Еже. Ежот. Ежето и летен и зимски сон дури. Како е летен? Кога живее ежот тогаш? Во оној меѓу период на пролет и на есен. стварно? Да. Да. Вика, е слично со хибернација, односно слично со зимски сон, но е летен сон, заради тоа што од преголеми превисоки температури се почнуваат да стануваат неактивни, односно се кријат, некои копаат дупки за да може да бидат во разладениот дел, бидејќи во почвата е нели пониска температурата и еве Да, во ладна клима Така, хибернираат, во топла естивираат, така. а кога е умерна температурата Се си активни. уживаат. Така, си и уживаат. се активни во текот на цела година. Така, еве, пустинска желка, како се крие, потоа африканска лисица, која што, еве, пишува со многу крвни прилагодби за намалување на телесната температура, значи ушите и се за да може да се разлади, има пошироки поголема површина за да може да се одделува топлина од телото и на таков начин се разладуваат. Што имам друго напишано? Така, повеќето никогаш не пијат вода. Значи, многу интересни податоци кои што се енциклопедиски податоци, може да си ги откријат, може да стигнат за нив, значи за пустински гуштер, пустински глушец, тие скокај глувци, личат на кенгури затоа што така подскокнуваат по жешкиот песок во пустините со цел што помалку да се добираат до површината. Повеќе во воздух да се. Така. И на крај миграции имаме животни кои што мигрираат.
си ги знаеме нашите, штрковите, ластовичките. Јас спомнавме јагулата која оди. Јагулата, Точно да, така. Сега, ако ластовичките одат во Северна Африка и мигрираат таму и за нив таму е југ, Да. и дали имаме организми, животни кои што доаѓаат кај нас на презимување? Не знам кој Не знам. Имаме доаѓаат од Шведска и од Норвешка, односно од скандинавските земји и доаѓаат во нашата пеликаните се такви, има во Преспанското пеликани. Бидејќи езеро. ние сме за нив југ. Ние сме за нив југ. Така. Ете така. Домашна задача да си одберат животно од овие примери што ги кажавме, да си напишат адаптации според дали се анатомски, дали се според однесувањето и да ги групираат така. Нека се посоветуваат со нивната наставничка, ако нешто не им е јасно, може да испратат на нив. Или да отворат интернет и да најдат некоја добра страница каде што може да го истражат тоа, меѓутоа Така. многу е важно таа страница да биде Образовна, образовна, да не е да. Википедија, така. Така. Наставничка, јас многу ви благодарам за Молам. овие сите часови денес. На нас Благодарам. ни доаѓа крајот на оваа ТВ училница. Мислам дека доста се изморивме, меѓутоа тоа беше добро. Што се изморивме, бидејќи ги вклучивме нашите мозочина, ги активиравме. Така, и спремете се за домашните задачи, мислам, одморете секако малку, а потоа фрлете се на нив, бидејќи утре може да добиете и нови. Така е. Напишете ги домашните задачи и утре се гледаме повторно во 9:15 од Сабајле со нови часеви. Чао, чао, се гледаме. Чао, чао. Благодарам.